Секој втор ден во Македонија се случува по еден обид за самоубиство кои за жал најчесто завршуваат трагично. Полошкиот регион предничи по бројот на лицата кои се самоубиле. Лани полицијата регистрирала 20 самоубиства, а бројката е многу поголема на тие кои се обиделе да си го земат животот, но со интервенција на лекарите навреме биле спасени. Секој месец помош во гостеварската болница бараат и до 10 лица кои посегнале по својот живот. Искуството на лекарите говори дека суицидните намери најчесто лицата се обидуваат да ги реализираат со труење, односно земање поголема количина на лекови или отровни средства, што се користат за чистење во домаќинството. Што се однесува до старосната група или целната група, често се тоа пациенти адолесценти, меѓутоа не ги исклучуваме и луѓето од постара возрастна група, кои често знаат да посегнат по своите животи, доаѓаат тука во нашата ургентна единица и ние како ургентна единица веднаш започнуваме со тој третман што е по протокол, даваме прва помош, овозможуваме да пациентот го донесеме во една подобра состојба и често во склоп на ваквите пациенти повикуваме доктор-психијатар. Љубовни недоразбирања, проблеми во семејството, работното место и училиштето се најчестите причини поради кои поединци се решаваат да посегнат по својот живот, велат психолозите. Во светот на секои 40 секунди по едно лице се го зема животот. Македонија спаѓа во земите со црна статистика по бројот на самоубиства. Причините може да бидат најразлични. Значи, имаме од ментално пореметување, обично депресија или шизофренија или анксиозно пореметување. Потоа имаме злоупотреба на алкохол и други дроги и психотропни супстанци. Потоа имаме хронична и неизлечива телесна болест, која веќе може да ја западне личноста во депресија, па да посегне по својот живот. Имаме психички кризи, без разлика дали тие психички кризи се со губење на некоја блиска личност од семејството, дали со раскинување на емотивна врска, дали со неуспеси и останување без работа или неуспеси на работа и во училиште. И мора да ја споменеме адолесцентската криза, тоа е кај младите, која многу често се случува на возраст од 15 до 19 години. Значи, светските испитувања покажаа дека суицидни идеи кај деца по 12 години многу ретко се случуваат или воопшто не се случуваат. Значи, најголема е бројката од 15 до 19 годишна возраст. Психолозите велат дека на лицата кои имаат самоубиствени идеи најпотребен им е разговор со своите најблиски, кои внимателно треба да ги сослушаат нивните маки и проблеми. Кај нас многу ретко се посетуваат психолозите, за разлика од западноевропските земји, каде најчеста пракса се семејните психолози. Се уште постои мислење дека ако се оди на психолог, дека нешто не е во ред со личноста на малолетникот или општо со личноста. Ние мора оваа табу тема да ја надминеме и мора младите да сватат дека на секоја личност, и мене како психолог потребен ми е друг психолог, да ги сослушам моите проблеми, да ги поделам со некого тие проблеми, така да и тие, доколку немаат пријател добар со кого сметаат дека може да ги поделат и да ги решат своите проблеми, доколку сметаат дека не можат со родителите да разговараат, нека дојдат, нека се пријават кај нас во нашата служба, имаме и педагог и психолог, ќе им помогнеме да се ги решат проблемите. Со самото доаѓање тие не представуваат незрела личност, туку една зрела личност на која и треба помош, а на сите нас ни треба помош. Секоја година во светот во просек расте бројот на самоубиствата. Лицата од женскиот пол повеќе посегнуваат по својот живот, но најчесто се спасуваат, за разлика од мажите кои го земаат животот без да остават простор за лекарска интервенција.